ја купувате базата? Не можеме во... Колку му плаќате кредит? Сега точно не можам да ви кажам, некаде над 10.000 евра месечно. На кого? На фирмата што го поседува. На господинот Распашковски? Јас не го познавам господинот Распашковски, имаме договор со фирмата. Добро, колку луѓе се јавија на огласот и каде беше објавен? Огласот беше 2 пати објавен во 3 весника, во Нова Македонија, Утрински ми се чини и во Коха. 2 пати беше објавен, 2 пати се јави само еден понудувач. Какви беа условите за да се јави? Понудата беше 5.900.000 на понудувачот, проценката беше 4.900.000, он требаше да се согласи со таа проценка за да се реализира проектот, за да ја донесе управниот одбор. Или какви беа условите од ваша страна во огласот, зашто се јавил само еден, зашто не се јавиле повеќе? Условите беа многу либерални, има можност да се јави секој кој што поседува таков простор. Значи, буквално немаше, многу беше транспарентен, вие може да ги добиете ако треба, немаше никакви ограничувачки фактори, едноставно треба да ги исполнуваше условите. А ако ве интересира многу, тоа е долга листа на хартија, ќе ви се даде огласот, е никаков проблем. Никаков проблем, ништо не е тајно. Добро, дали има, освен овие сега што ги менува јавното претпријатие просторите, останува без деловни простори во центарот на Скопје, односно во Скопје? Нема да остане и понатаму има. Каде има деловни простори? Па сега не можам сите да ви ги бројам, треба има во Кисела вода, има во Карпош, има во на Битпазар, кај Чарш, ова. Кажете токму тогаш овие во центар да ги давате, ако имате низ цело Скопје. На нив беше направена проценката. А вие ќе се селите таму од вашите простори или администрацијата ќе си остане на Илинденска или кај сте? Значи, Кога ќе почнете да се селите? кога ќе се заврши проектот? Уште не е завршен, треба да помине на совет, треба да се склучи договор. Јавноста ќе биде информирана. Господин Дочек, пак не ме е јасно. Вие плаќате кирија за возилата, а купувате административна зграда, а веќе имате административна... Со решавање на овој имаме, но не соодветни. Јас ви кажав, А што е приоритетно? па ние сме ги измериле приоритетите и сметаме дека е ова приоритетно, а тоа е тука. Во натамошна фаза ќе го решиме и тој дел. И тука ќе се реши целокупното работење на јавното предпријатие. Тоа е целта. Базата чија собственост е? Од кого треба да ја купите, планирате во неја? Ако Тој простор? планираме, да. Но не можеме сега, не сакаме да се оптеретиме толку финансиски. На истата фирма е? Не знам, треба. Па не ме интерес. Па еве некој од директорите нека одговори од управниот одбор госпоѓата. Па толку ли е битно тоа? Битно е, да. На кого ја плаќате киријата како јавно предпријатие? Ние сите плаќаме комунали овдека што сме граѓани овдека. Ти плаќаш за тоа што ние ви земаме отпад дома. Да, ама вие треба да одговорите чија на кого му На плаќате? Санос. На Санос, што е? Распашковски. Ма не ми интересира мене Распашковски. Колку пари плаќате? Па ви кажав над 10.000 евра. Ама над 10.000 е широк поим, може да кажете колку. 12, 940 и нешто илјади, сега јас не можам тие бројки да ви ги кажам овде, оти не ги памтам. Не сум компјутер.